Македонија и Северна Македонија. Еве и тука, последнава година, имаме активности заедно со Сдруженијето за развој на местната заедница од село Белица. Преубаво село во вашата близина, во близина на Кичево, има друга на село Кичево, ама Северна останува во Владаново, некаде на ваша озера се предите. И секако имам убави спомени, нормално имаме проект некако дојде како баш на довршување на периодот од детството, кој што преубаво си го помним. Тука се обидуваме да го заживееме селото, да почнете и вие со вашите родители да доаѓате почесто, да уживате во природните вредности, во убавините на овој крај, да избегате од загадениот воздух и гужвата, да имате можност да си уживате во природата, но и да научите нешто повеќе за животот во близо до природата. Ова е на подрачје кое што е доста важно за биолошката разновидност. Денеска ќе слушнете нешто повеќе за тоа од предавачите Светлана и Александар, исто така од Македонско еколошко друштво, кои што си имаат своја експертиза и ќе научат нешто повеќе како да ги препознаете некои видови во природата, како да се грижите за нив, која е нивната важност и така натаму. И може би нешто на кратко ќе поразговараме околу тоа како климата, промената на климата, заради на нешто влијае врз развојот и функционирањето на тие видови што ги гледаме околу нас. Имаме среќа што ова е стара училишна зградина каде што се наоѓате. На времето, например, мојата мајка до 4-то деление учела тука и беше во така полураспадната состојба, па за среќа имавме на екипа ентузијасти кои што веќе повеќе години се обидуваат тоа да го средат објектот, помагаме од сите страни. За тој да заживее повторно, да може да се користи за различни настави, пак едукативни предавања, за други средби, може би ќе имаме види на некој ресторански дел, ете таму видовте на убави игралишта, па може да се организираат и спортски настави, но е како што реков, некоја едукација и мониторинг на природата, за тоа што многу е важно како се однесуваме во природа и кои чекори треба да ги преземаме за да ја зачуваме, а да не ја уништуваме. После колку години рада имаме деца тука? Па негде околу 75 година, повторно денес да имаме деца е празник за Белица. Тоа е навистина ден за помнење. Се надевам дека ќе биде интересно, дека ќе пренесете дома и ќе имате желба и потrebно да се дојдете со вашите родители, но и секако да имаме некои следни активности пак со вас. Нема да ви должам многу, сигурно ми се биде интересно, сигурно ми се. Сега ќе предадам корацата на Цецел, најмногу повичка за да си прави умовет за вас и да не научи се што може, се што знае. Може би само уште нешто да спомнам, дека во денешно време свесни сме сите граѓани вие дека јако сте деца дека енергијата ни е неопходна. Сите барате телефони, сите бараме струја некаде на помош, нешто да се наполни, но не е лесно да се произведе таа струја, уште по-тешко е да ја платиме когато ќе дојдат сметките за струја. Така што користењето на обновливи извори или во случајот на сончевата енергија е многу потребно, поголно. И за таа цел ние на овој објект ќе поставиме и соларни панели за да може да се користи сончевата енергија, да се произведе производство на струја, која што последните дни обслужи на да не е заштитена животната средина и да не е поевтина струјата што ја користи. Така да од мене толку, понатаму продолжете со Цецел.
И забавувајте се денес. Уживајте што не сте во школа, а може да ќе научите нешто многу повеќе. Повеќе. Благодарам Робертина, добре дојдовте од мене. Јас сум Светлана. Биолог сум во струка и до овие години работам на проучување на растителниот и на животинскиот свет, посебно на растителниот, растенијата ги обожавам. Меѓутоа, она кое што е моја улога во меѓутоа друштво, да им помогнам на дечињата, убаво да ги разберат нештата кои што се случуваат во природата. Многу убаво се објаснете во учебниците, меѓутоа некогаш децата тешко ги разбираат и тешко доаѓаат до сознанијата. Ги учиме напамет, меѓутоа не го сознавате на вистина што се случува. Денес ќе зборуваме за цела оваа планина, Зеливински планинска планина, за целиот овој регион, а Белица се наоѓа токму на таа планина, значи на овие две планини. Идејата ни е да прикажеме како се животински и растителен свет постои. Знаеме, различни шуми, различни животни, меѓутоа, кој животно, каде живе и зошто токму таму живе, денес ќе го објасниме зошто едно растение токму таму расте и не расте на друго место или расте само на одредена височина, тоа ќе го објасниме. Идејата на денешната посета, јас многу се радувам што се сите тука, се надам дека ќе уживаме и дека ќе ни биде забавно. Накратко, јас и мојот колега Александар ќе ви раскажеме некои интересни информации поврзани со животинскиот и растителниот свет, ќе погледнеме сликички, ќе продискутираме малку и доколку времето ни послужи, ќе се поделиме во две групи, ќе направиме истражување. Едната група ќе истражува тука, многу близко на 100 метри од центарот, а другата група ќе се качи малку погоре во шумата и таму ќе истражува. Имаме по половина час да истражуваме во природа, ќе се собереме повторно тука и тие кои што истражуваме горе ќе се снимат повторно со мене долу, а останатите ќе се качат со Александар. Истражуваме, ќе треба да анализирате, ќе треба да прибирате податоци. Кој сака ќе може да го користи телефонот, затоа што потоа ќе имаме други активности. Ќе се надпреваруваме кој повеќе луѓе ќе види горе и долу, повели фото. Значи, ќе собираме материјал, се што е паднато, можеме да го собереме. Останатото што е се уште живо или е на дрвјата, на растенијата, ќе го оставиме, можеме да го фотографираме. Кога ќе се вратиме тука, ќе сакам целата ваша креативност да изразите, ќе цртаме. Имаме блокови, имаме платна, имаме различни материјали за боење, секој својата креативност ќе изразни. Значи, ќе ги цртаме нашите импресии од природата. Кој како ќе се договориме? Дали сакате индивидуално, дали сакате во група, ќе видиме понатаму.